Почитувани љубители на кошарката и оние што редовно не следат на YouTube каналот на Дедовски спорт, шестото коло од втората машка кошаркарска лига. По 5 кола овие две екипи се единствени без победа, значи забележа по 5 порази. Тоа е одлична можност за екипата на КК Тетекс да го совлада денешниот ривал екипата на КК Куманово 2009. Вие го следите овој пренос на YouTube каналот на Дедовски спорт благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи, најдобрите во градот, Vibe Production, односно Music Bar Vibe и секако Pizza и Cake сервис Јани FM. За домачините во првите 5, освен капитенот Костовски, тука се Теофиловски, Шуменковски, Крстевски и Крстевавски, за гостите Ѓорѓиевски со број 4 и 9, Ивановски со 8, Ѓорѓевски 11 и Велију со број 12. Први поени на надпреварот. Теофиловски. Гостите губат топка, контранапад, уште еднаш Теофиловски сам ги поминува сите, четврти поен на Теофиловски. Реков изворедна можност за екипата на КК Тетекс да ја забележи првата победа, затоа што екипата на КК Куманово 2009 година, слично и како Тетекс, е без победа. Она што гледаме се скромни во играчкиот кадар. До сега убедливо ги загубија првите 5 надпревари, но сепак домачините треба да изиграат максимално посветено. Против било кој противник треба да се одигра една добра утакмица да се добие. Еве сега со број 8 Ивановски намали на 4-2, сега Костовски за 2 неуспешен, висок скок на Шуменковски, останува екипата на Тетекс во напад. Екипата на Куманово 2009 со 9 кошаркари ќе настапи на овој надпревар. Не го пополнија ни оној ростер од 12 кошаркари. Сигурно не им цветаат рози во нивниот клуб. Зицер промашување на Теофиловски сега. Во против напад еден од браќата Ѓорѓиевски. Ѓорѓиевски сега против Теофиловски. Ова од Ѓорѓиевски каков скок, шут од брвот на рекетот. Први негови поени израмнува на 4:4. Шуменковски се отвара. Вапски му приоѓа на блок. Пик ен рол игра, убаво комбинираат. Сега Крстевски за 3 остана сам. Промашува Крстевски. Скок на Ивановски и со број 12 Велију е ова. Велију за 2 промашува, скок на Крстевапски. Крстевапски од едниот до другиот крај, додаваше за Теофиловски, сега до Костовски. Ќе бидат тоа 2 слободни фрлања. Прв фаул на играчот со број 4 Ѓорѓиевски. Може би требало да се договорат двете екипи во каква комбинација на дресови да настават на овој надпревар. И двете екипи со доминантна бела боја на дресовите, со тоа што екипата на КК Куманово 2009 година со некои нијанси на плаво и на дресот и на шорцевите. Да кажеме дека делегат на овој надпревар, на екипата на овој надпревар е Зоран Илиевски, слично како и минатиот надпревар, кога екипата на Тетекс настапуваше дома. А суди се Деспотовски, Ѓорѓиев и Упевчев. Сега сигурен за 2 таму Велију. Први негови поени. И 6:6. Шуменковски. Шуменковски промашува, сега Вапски, успешен Крстевапски. Еве ги неговите први поени. Ќе има дополнително слободно фрлање. По фаулот судијата покажува на играчот со број
11 Ѓорѓевски. Крсте Вапски успешен во дополнителното слободно фрлање. По 3 минути игра 9:6. Ѓорѓевски. Неуспешен Ѓорѓевски, убаво загради тамо Крстевски, но не успеа до крај да ја освои оваа топка. Ивановски ќе уфали топката. До Велиу, уште еден пробив, убав пробив. На Велиу, очигледно дека ќе треба домашните кошаркари да посветат поголемо внимание на овој кошаркар. Теофиловски, Шуменковски. Сега Костовски. За малку не му украде топка таму Ѓорѓиевски. Девет спрема 8. Уште 12 секунди до крајот на овој напад. Теофиловски сам. Фаулиран Теофиловски и ќе важат овие поени. Ќе важат овие поени. 6 поен на Теофиловски, ќе има и дополнително слободно фрлање. Прва измена кај гостите. Петровиќ со број 15 за прв пат во игра. Освен него на клупата уште се Златковски, Велков и Ивановски со број 5. Теофиловски успешен во дополнителното слободно фрлање, најефикасен овој надпревар, 7 негов поен, 12:8. Ѓорѓевски. Убави дриблинзи на Ѓорѓевски. Неуспешен. Ќе биде тоа нов напад за екипата на Тетекс. Теофиловски. Веднаш му приоѓа на блок Крсте Вапски. Само останува Крстевски, можеше и да шутира. Сега Костовски го прави тоа. Промашува Костовски. Ѓорѓиевски. Убаво краде топка сега Теофиловски. Фаулиран Теофиловски, штета што овој напад не го заврши со поени. Но ќе бидат тоа нови 2 слободни фрлања за Теофиловски. Како и на минатите надпревари кога екипата на Тетекс беше домаќин, и овој пат солидна посетеност во салата 8 септември во економското училиште во Тетово. Сигурно над 100 гледачи го следат овој надпревар. А Теофиловски успешен само во второто слободно фрлање. Ѓорѓиевски покажува акција. Рогови. Слушнав и јас до тука, да видиме што ќе одиграат сега гостите. Уште една изгубена топка. Краде топка Теофиловски, додавање до Крсте Вапски. 5 поен на Вапски и прв тајмаут за гостинскиот тренер. Се чини дека се најде и адекватен противник за екипата на КК Тетекс во ова 6-то коло за да може да ја забележи првата победа. А вие сите овие надпревари на домашниот тим на YouTube каналот на Тетовски спорт ги следите благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи Vibe Production, кој што по успешниот концерт на Црвена јабука минатиот месец го носат стендап комичарот од Србија Неша Бриџис.
верувам дека најголем дел од вас кои го следите овој натпревар знаете за кого станува збор. На 3 декември во Скопје во Македонска опера и балет Неша Брежис по многу популарни цени. Информирајте се на сајтот на Македонска опера балет на tickets.mk и на време обезбедете си влезница затоа што иако има непол месец дена до тој настан, веќе се продадени некаде 30% од картите. Вај Production, можеби доколку оди вака продажбата, најавува и втор настап на Неша Бриджис во истиот ден. Едниот настап ќе биде во 19 часот, другиот настап во 21 часот на 3 декември во Македонска опера и балет. И секако пица и кейк сервис Јани FM, за кој ќе кажеме што има ново понатаму. Се обиде тамо Ивановски да постигне далекометна тројка, не успеа. Сега во против напад Шуменковски, ја губи топката. Ивановски, Ѓорѓиевски, убаво Ѓорѓиевски не завршува со кош, но уште еднаш најснаодлив под домашниот кош. Велиу, шести негов поен, најрасположен кај гостите. Костовски сега. Костовски за 2. Ова се негови позиции, не успеа, но пожртвувано капитенот стигнува до нова топка, сега не успеа и Теофиловски. Можност гостите да го намалат овој резултат. 15-10 на нешто повеќе од 4 минути до крајот на првата четвртина. Ѓорѓиевски. За 3. Фаулиран Ѓорѓиевски, очигледен фаул беше, тоа исправна одлука на судиската тројка. Можеби претходните судиски тројки ги критикува во нивниот критериум тука кога судеа. Но до сега оваа судиска тројка одлично го води над преварот. Ѓорѓиевски неуспешен во првото слободно фрлање, има уште 2. Два од 3 од линијата слободни фрлања на Ѓорѓиевски, четврти негов поен. Излегува Крстевски, на негово место за прв пат во игра Александар Ѓорчевски. Теофиловски. Вапски. За прв пат со топката и шут за 3 поени на Ѓорчевски. Неуспешно. Промашува и Костовски. Спречена оваа контра со фаул на Ѓорчевски. Добар фаул, не е исполнет бонусот. Екипата на КК Тетекс има уште еден или два така наречени мали фаули. Уште една измена. Костовски излегува, на негово место Николовски. Уфрла Ивановски. Сега Ѓорѓевски. Се бараше таму со број 15 Петровиќ. И уште една измена кај домачините. Шуменковски излегува, на негово место Симјановски. Продолжува нападот на екипата на Куманово 2009, уште 10 секунди за овој напад. Неуспешно додавање тамо до Петровиќ.
Симјановски неспортски фаул, че екипата на Куманово го исполни бонусот. Ова ќе бидат 2 слободни фрлања за Симјановски, топка од страна за екипата на Тетекс. Веќе подолго време на семафорот стои резултатот 15-12. Симјановски неуспешен од двете слободни фрлања и понатаму резултатот 15-12. Николовски. Блок му прави Вапски. Николовски за 2 и тој неуспешен. Уште 11 секунди за овој напад на екипата на Тетекс. За прв пат во игра кај гостите и Велков со број 10. Крстевапски. Не успева Крстевапски. Петровиќ највисок во скокот. Велков до Ѓорѓевски. Блок му прави Петровиќ, сега Велков. Велков. За 2. Ново влезение од Велков. Со први поени намалува на 15-14. Како и да изгледа ова екипа на Куманово, сепак до сега држи некаков резултатски приклучок со екипата на Тетекс. Крстевапски во дуел со Ѓорѓевски, сега Симјановски. Вапски. Фаулиран од Ѓорѓиевски. Може би малку престрого беше досуден овој фаул. Предвидувам дека Крстевапски ќе погоди едно слободно фрлање. Неуспешен во првото. А успешен во второто. Велков. Блок му прави Ивановски. Велков сега вади до Ивановски. Овој за 3. Висока парабола на Ивановски. Неуспешен сега Николовски. Откако ја прибра топката, за малку ќе ја изгубеше. Смирува сега Теофиловски. Уште еднаш гостите реагираат на судиските одлуки. Но овој пат мислам дека имаш фаул над Крстевапски. Иако се водиме по статистиката, не секам да речем, ама второто слободно фрлање треба да го промаши. Сепак ме демантира Крстевапски, 8 негов поен. Ѓорѓиевски предводи нов напад за екипата на Куманово 2009. Другиот тим од Куманово во втората кошаркарска лига е предводен од поранешниот селектор Марин Докузовски, се извинувам, кој што во првите 5 кола има 5 победи и е прв фаворит за освојување на првото место и влез во првата машка кошаркарска лига. Овој тим на Куманово 2009 се гледа дека местото му е на дното на табелата, доколку не се сменат некои работи во продолжение на првенството.
Во транзиција екипата на Тетекс. Симјановски ја губи топката, сега Ѓорѓиевски. Ѓорѓиевски за два, блокиран таму од Теофиловски. Крстевапски ја газил таму аут линијата. 14 секунди нов напад за екипата на Куманово 2009. За 3. Краток Ивановски. Нов фаул на Ѓорѓиевски, ќе видат тоа нови две слободни фрлања на 50 секунди до крајот на првата четвртина при резултат 18-14. Ветеранот Александар Ѓорчевски ја скина мрежичката во двете слободни фрлања. Први негови поени, гостите губат уште една топка. Николовски сега. Штета не заврши со поени овој потек на Николовски. Симјановски со уште едно промашување. Велиу сега. Неуспешен Велиу. Уште еднаш. Овој пат успеа. А Теофиловски во последните секунди во обид за 3 промашува и првата четвртина завршува со резултат 20-16. Мислам дека екипата на Тетекс треба малку посериозно да влезе во надпревар, да направи двоцифрена разлика за мирно подоцна во второто полувреме да го приведе надпревар до крај. Не е ова, екипата на Куманово не е таква екипа што може да направи проблем. А ние овој надпревар го следиме благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи Vibe Production, односно Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во текот на викендот и секако пица и кек сервис Јани FM, највкусната пица и пастрамајлија во нашиот град. Нудат и благи по ваш избор што може да ви направат за секаква пригода. Прават и торти по нарачка. Подоцна секој работен ден имаат домашно сготвено јадење. Нарачувате на добро познатиот телефонски број 075-909-000. А новитет во пица и кейк сервис Јани FM е тоа што нудат роденденски пакети, односно едно парче пица, едно сокче по избор и едно парче торта или благо по избор, некој колаче. Цена по договор секако, зависно што сакаат да одберат за своите роденденски прослави оние што слават. Надпреварот во меѓувреме продолжува. Велиу, убави дриблинзи на Велиу, уште еднаш. Фаулиран. Не забележав кој го направи фаулот, како и да е, во обид за 2 ќе има две слободни фрлања за Велиу. Најефикасен кај гостите на расположен до овој момент Велиу со 10 постигнати поени. Симјановски, Теофиловски. За 3 промашува Теофиловски.
контранапад на гостите, краде Теофиловски. Сега Крстевапски. Фаул во напад, не сум баш сигурен каде беше поставен играчот со број 15 Петровиќ. Дали беше во обележен круг, таму нема фаул во напад. Како и да е, не треба да им замераме многу на судиите на овој надпревар. Повторно во игра се враќа Крстевски и Шуменковски. Чекорин Ивановски. Треба и малку поагресивно да играат домашните кошаркари. Сега и на почеток на оваа четвртина, кога и не се оптеретени многу со фаули, не се во бонус, да пробаат да освојат некоја топка. Теофиловски. Шуменковски излегува, Крстевапски му прави блок. Препознатлива акција на екипата на Тетекс. На крајот Шуменковски фолиран од Петровиќ. Ќе видат тоа нови две слободни фрлања. Заборави да кажам дека во минатото коло екипата на Тетекс загуби од Мега Баскет во Скопје со резултат 87-79. МКК Куманово, главниот фаворит за првото место, беше успешен од Водно Санс во Скопје со резултат 63-82. МЗТ го победи Борец Баскет 75-64, вториот тим на МЗТ секако. Денешниот противник на КК Тетекс, Куманово. Во меѓувреме Шуменковски успешен само во првото слободно фрлање. Крстевски неуспешен за два од непосредна близина. На крајот топката кај Петровиќ. Нов напад за екипата на Куманово 2009. Ѓорѓиевски, Ивановски за два. Успешен Ивановски, со поени, че има и дополнително слободно фрлање. Први поени, односно тоа со играчот со број 11, извинувам, Ѓорѓевски. А јас застанав да ги кажем резултатите од минатото коло. Во втората машка кошаркарска лига, реков МЗТ Скопје 2, го совлада Борец 75-64. Куманово на домашен терен загуби убедливо од Шкупи 56-101. Ова е екипа што игра против екипата на Тетекс денеска. Во меѓувреме скок на Петровиќ поентираше, на другата страна веднаш возвраќа Шуменковски. Трети негов поен. Куманово Шкупи 56-101 во минатото коло. Најинтересен надпревар се играше во Скопје во Јордан, односно во Штип во Јордан Мијалков, каде што Соколи загубија од Маđари 91-93 и во последниот надпревар Ангели на домашен терен го совлада Работнички 91-70. За 3 сега Ѓорѓевски неуспешен. Петровиќ неуспешен во скокот и доминантно Петровиќ со четврти негов поен и во 13-тата минута од надпреварот гостите доаѓаат, мислам дека за прв пат во водство. (23-24) моменталниот резултат на семафорот, а сега гледав зашто се е прекината играта, очигледно некои проблеми со семафорот. Решен е овој проблем. Надпреварот може да продолжи со топка од страна за екипата на Тетекс. Забележувам дека 19 секунди доволно време да се организира мирен напад. Крстевски сега губи уште една топка.
На спротивната страна Велиу фаулиран. Не им се криви судиите на домашните кошаркари. Едноставно треба посериозно да и со поголема борба да настапуваат на секој надпревар. Ѓорѓевски сега. Блок му прави Петровиќ. Велиу. Ѓорѓиевски за 3. Неуспешен Ѓорѓиевски, но нов напад. Нови 14 секунди за гостите. Велиу сега. Убави дриблинзи на Велиу. Фаулиран, а ќе има и дополнително слободно фрлање. Каков ролер костер во рекетот на Тетекс направи тука Велиу. Убави дриблинзи. 12 поен на Велиу. Ќе има можности за 13. Сепак краток, но повторно гостите освојуваат топка. Голема болка на екипата на Тетекс, 2-3 сезони наназад е скокот. Тайм-аут за домашниот тренер Никола Ристовски, секако незадоволен од развојот на настаните во досегашниот тек на надпреварот. А ние уште еднаш да подсетиме дека овој пренос го следите благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи Пица и кейк сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Нудати благи по ваш избор, торти по нарачка, секој работен ден домашно зотвено јадење. И новитет во Пица и кейк сервис Јани ФМ е тоа што нудат роденденски пакети за оние што слават роденден, и тоа пица парче по избор, потоа сокче по избор и секако дали парче торта, дали некоја друга врста на благи. Овие три работи во комбинација по добра цена во договор со Пица и кейк сервис Јани ФМ може да се договорите на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Нервозен овој тайм-аут домашниот тренер. Теофиловски сега. Последен со топката играше таму, мислам, Ивановски со број 8. Или Ѓорѓиевски со број 4, се извинувам. Сега Шуменковски. Крстевски. 2 секунди. Му одзеде топка Велиу. Во меѓувреме истече нападот на домашните кошаркари. Не вроди многу со плот овој тайм-аут на домашниот тренер. Нов напад за екипата на Куманово со можност да го зголеми водството. Верував дека во оваа фаза на надпреварот нема да го кажем ова, но како и да е. Ѓорѓиевски. Петровиќ сега фаулиран од Крстевапски. Фаулот е долу, но екипата на КК Тетекс е во бонус, ќе видат тоа 2 слободни фрлања. Не забележаа судиите каква грешка на судиите. Екипата на Тетекс го исполни бонусот, ова беа 2 слободни фрлања. Наместо тоа се случуваат и вакви работи. Наместо тоа промашуваат гостите над спротивната страна. Промашуваат и домашните кошаркари. Вапски, Тофиловски, Костовски за 2. И он промашува, топката никогаш не лаже. Сега фаул на Крстевапски.
Сега забележа судијата дека ќе биде тоа 2 слободни фрлања. Ѓорѓиевски со број 4, еден од најискусните во домашниот тим. Крсевапски нервозно реагираше по измената. Мислам дека тоа е трет негов фаул и доби техничка грешка, затоа Ѓорѓиевски се изведува слободно фрлање за техничката, а другиот Ѓорѓиевски ќе биде со уште едно слободно фрлање. Ово се први поенин играч со број 4 кај гостите, први 2 поени од линијата за слободни фрлања, 23-29, 6 поени предност за гостите. Сега Теофиловски за 2 и ова излегува, неверојатно. Сега Костовски го фаулираше Ѓорѓиевски, ќе бидат тоа нови 2 слободни фрлања. Пет минути 20 секунди до крајот на полувремето. Нова можност за гостите да го зголемат овој резултат. Успешен само во првото. Трет негов поен. Зборувам за Ѓорѓиевски, кој неодамна беше зад линијата за слободни фрлања. Шменковски сега. Вади до Теофиловски. Теофиловски за 2. Конечно. 10 поен на Теофиловски. Велију предводи нов напад за гостите. Ѓорѓиевски. Пет секунди до крајот на овој напад. Како го заборавија овој играч. Неверојатно. Навистина неверојатно. Со број 11 Ѓорѓиевски заборавен сам. Шменковски сам. За 3. Погодува Шменковски, 6 негов поен. 28-32 резултатот на семафорот на нешто повеќе од 4 минути до крајот на полувремето. Сега Ѓорѓиевски се осмелува за 3. Петровиќ освои, но веднаш Теофиловски му краде топка. Шменковски. Теофиловски. Ценовски. Оставен сам Ценовски до Теофиловски. 12 поен на Теофиловски. спрема 32. Повторно нервозен домашниот тренер Никола Ристовски. Како да сака да им каже на домашните кошаркари да играат послободно. Овој резултатски до сега интересен надпревар го следите благодарение на Пица и кейк сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град. Новитет од Пица и кейк сервис Јани ФМ е тоа што нудат роденденски пакети, парче пица
парче торта и сокче по избор за убава цена. Ќе се договорите на добро познатиот телефонски број 075 и секако Music Bar Vibe, односно Vibe Production, кои што на 3 декември во Македонската опера и балет во Скопје го носат српскиот стендап комичар. Јас би рекол најдобриот српски стендап комичар Неша Бриджис по популарни цени од 600 и 800 денари. Веќе картите за настапот во 19 часот на 3 декември се продаваат многу брзо. 1/3 е се продадени, иако месец денема до тој настапа. Од Vibe Production размислуваат и за втор термин од 21 часот. Верувам дека и двата термини ќе бидат исполнети до последното место. Ѓорѓевски промашува. Контранапад. На втор обрач Ценовски за први негови поени. Израмнува на 32-32. Ѓорѓевски сега промашува. Шуменковски. За 2 Шуменковски. 8 негов поен. Ѓорѓиевски. Екипата на Тетекс во подолго време повторно во водство. Со тројка враќа другиот Ѓорѓиевски со број 4, 6 негов поен. И ја враќа екипата на Куманово од 2009 повторно во водство 34-35. Ценовски. Оставен сам за 3. Да видиме. Промашува Ценовски. Велков на местото на Ѓорѓевски. Кај гостите Ѓорѓиевски сега. Велиу. За 3. Нема тројка. На Ѓорѓиевски контранапад. Костовски за 2. Овави поени се слушна само мрежичката во салата 8 септември во Тетово. 36-35 повторно Тетекс во водство. Велиу сега. Фаулиран Велиу. Ќе бидат тоа 2 слободни фрлања. Неуспешен Велиу во првото слободно фрлање. Неуспешен Велиу ниту во второто слободно фрлање. Останува 36-35 на минута и пол до крајот на полувремето. Нов напад за екипата на Тетекс. Костовски. Теофиловски. Теофиловски. За 2 промашува Теофиловски. Ѓорѓиевски. Велков. Ѓорѓиевски против Шуменковски. Не успеа Ѓорѓиевски. Скокот под обрачите, долгогодишна болка на екипата на Тетекс. Ценовски направи фаул. Овој контакт од позади грб го карактеризира судиите како прекршок и тоа ќе бидат нови 2 слободни фрлања за Ѓорѓиевски. Успешен во првото.
36-37. Седми поен на Ѓорѓиевски. Сега Шуменковски штета си поигра топката на обрачатно најприсебен таму капитенот Костовски. Четврти негов поен. 38-37 сега за Тетекс. Велков. Петровиќ му прави блок. Велков. Петровиќ. Губи топка Петровиќ. И последниот напад ќе биде за екипата на Тетекс во ова прво полувреме. Остануваат уште 15 секунди до крајот. Шуменковски. Во пробив Шуменковски. Неуспешен Костовски уште еднаш прибира топка. Шести поен на Костовски. На крајот се обиде Ѓорѓиевски. Костовски со последните поени го постигнува конечниот резултат од 40-37 или во второто полувреме 20-21 за екипата на Тетекс. По вообичајната пауза од 15 на минути, повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Пица и кейк сервис Јани FM и Vibe Production се виновниците што и оваа сезона надпреварите на КК Тетекс ги следите на YouTube каналот на Тетовски спорт. Во шестото коло на втората машка кошаркарска лига го очекуваме стартот на второто полувреме помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Куманово 2009 по првиот дел. 40-37 за екипата на Тетекс и веднаш на почетокот имаме проблеми со семафорот. И овие се некои традиционални проблеми. Додека се среди ситуацијата, ние да кажеме дека Vibe Production ви го представува следниот настан во македонската опера и балет, а тоа е гостувањето на најпознатиот стендап комичар од Србија Неша Бриџис на 3 декември. Картите може да ги набавите на tickets.mk по популарни цени од 600 и 800 денари. Првиот негов настап на 3 декември во 19 часот, продажбата на картите оди одлично, со што најверојатно ќе има и втор термин од 21 часот, исто така на 3 декември. Побрзајте доколку сакате да се насмеете. Скопје не е и така далеку. И да уживате во стендап настапот на Неша Бриџис. И секако вториот наш главен спонзор, тоа е пица и кейк сервис Јани FM. Највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Може да си порачате и благи и торта по порачка. Има и домашни сготвени јадења секој работен ден. А новитетот пица и кейк сервис Јани FM е тоа што нудат роденденски пакет, и тоа парче пица, парче благо, дали некој колач или торта и еден пијалок по избор, а се договарате на добро познатиот телефонски број и нарачувате секако, ја нарачувате највкусната пица и пастрамајлија на 075 909 000. Нашите верни пријатели и поттржувачи. Како што гледам, веќе се средува ситуацијата со семафорот, за кратко ќе може надпреварот да продолжи. Во ова шесто коло на втората машка кошаркарска лига, овие две екипи, екипата на Тетекс и екипата на Куманово од 2009 година, по првите
5 кола и двете екипи се со 5 порази. И ова е одлична можност за екипата на Тетекс пред се затоа што игра на домашен терен да дојде до прв триумф. Гледаме дека гостите во одбрана играат зона сега. За прв пат на овој надпревар. Крстевски за 3 неуспешен. Теофиловски освојува топка. Ќе видат тоа 2 слободни фрлања. Фаулиран беше Теофиловски. По првото полувреме по 1/4 за двете екипи. Првата четвртина ја доби Тетекс со 20-16. Втората четвртина ја доби екипата на Куманово со 20-21. Теофиловски и Велиу беа најефикасни во двете екипи со по 12 поени. Сега Теофиловски 14 поен. Ѓорѓиевски на спротивната страна. Ѓорѓевски со број 11. Блок му прави Ивановски. Ѓорѓевски. Некако топката до Ѓорѓиевски, убава комбинација и на крајот поени на другиот Ѓорѓиевски, 8 негов поен. 42-39. Шуменковски. Теофиловски. Теофиловски сам. За 2. 16 негов поен. Ѓорѓиевски сега. Другиот Ѓорѓиевски промашува. Еве можност за контра. Крстевски атрактивно. А Костовски фаулиран од Ивановски. Капитенот успешен во двете слободни фрлања. Борбен беше во првото полувреме под 2 освоени топки. Под обрачот на гостите постигна важни поени. 8 поени за сега на капитенот Костовски. На другата страна Ѓорѓиевски. Велиу сега. Краде топка Костовски. Убава асистенција на Ценовски. Каква комбинација на екипата на Тетекс, конечно. Убава акција. 18 поен на Теофиловски. Велиу сега. Фаулиран Велиу. Ѓорѓиевски. Блок му прави Ивановски таму. Уште една топка краде Костовски. Четириесет и 8-39. На брзина 8:2 серија на екипата на Тетекс. Првите 3 минути. Шуменковски за 3 неуспешен. Ѓорѓиевски освојува топка. Велиу. Ѓорѓиевски.
Велиу. Оставен беше сам. Тамо против Костовски. Промашил на посредна близина, но скок во напад на Ѓорѓиевски. Сега Велков. Ја нема таа висина играчот со број 4 Ѓорѓиевски. А на спротивната страна неуспешно додавање на Крстевски до Ценовски. Сега Велиу. До Ѓорѓиевски губи, Ѓорѓиевски уште една топка. Теофиловски за 2. 20 негов поен. Ѓорѓиевски се. Ивановски. Велиу сега. Убава асистенција до Ивановски, четврти поен на Ивановски. Убаво искомбинираа сега гостите, намалуваат на 50 спрема 41. Костовски. Теофиловски фаулиран од Ѓорѓиевски. На брзина гостите го исполнуваат бонусот. Мислам дека тоа е четврта лична грешка во оваа четвртина за гостите. Така е, го исполнија бонусот. Секој нареден фаул ќе биде санкционирал со 2 слободни фрлања. За 3 неуспешен Ценовски. Теофиловски сега до Крстевски. Костовски за 2. Фаулиран со поени на капитенот Костовски. Поздравен и од клупата на КК Тетекс и од публиката во салата 8 септември. Навистина вложува максимални напори во овој натпревар капитенот Владимир Костовски. Најефикасен негов натпревар сезонава. 11 поен. Ѓорѓиевски. Сега Ивановски неуспешен во додавањето. Откако ја загубија па освоија топката гостинските кошаркари, на крајот нов напад за екипата на Тетекс. Ценовски за 2. Ова е четврти поен на Михаил Ценовски. Реагира гостинскиот тренер со прв тајмаут во второто полувреме. Во третата четвртина, на средина на третата четвртина, при резултат 55-41. Уште една можност да подсетиме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели поддржувачи Пица и Кейк сервис Јани FM и Music Bar Vibe. Највкусата пица и пастрамајлија во нашиот град ја порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. А младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во нашиот град. Заврши тајмаутот. Велков предводи нов напад за Куманово. Сега Ѓорѓиевски. Неуспешен Ѓорѓиевски. Контранапад Крстевски.
Ценовски. Теофиловски. Теофиловски ја губи топката. Но со нога играш таму Ивановски. Нови 14 секунди за екипата на Тетекс. (55-41). Теофиловски. Успешен Теофиловски, че има и дополнително слободно фрлање по фаулот на Ѓорѓиевски. 22 поен на Теофиловски. Останува на 22. Белиусија. За момент краде топка Крстевски. Ѓорѓиевски. Фаулиран Ѓорѓиевски. И веднаш излегува од игра. Не излегува Ѓорѓиевски, на негово место другиот Ѓорѓиевски. А во редовите на Тетекс за прв пат на паркетот и ветеранот Ненад Апостоловски. Ивановски. Ѓорѓиевски. Фаулиран за 2. Со број 12 покажува судијата. Не гледам играч со број 12, дали покаже со играч со број 13, тоа е нововлезениот Апостоловски. Како и да е, 2 слободни фрлања за Ѓорѓиевски. Успешен во двете. Шести негов поен. 57-43. Убава акција на домачините. Апостоловски сега за 3. Неуспешен Апостоловски. Ѓорѓиевски. Довелиу. Ѓорѓиевски. Краде топка Теофиловски. Ценовски за 2. Шести поен на Ценовски. 3 минути до крајот на третата четвртина. 59-43. Ѓорѓиевски. За 3. Во овој скок шут ја изгуби силата, би можел да речам. Ценовски за 3. А му тргна на Михаил Ценовски, ескина мрежичката сега. Девети негов поен. Заслужено Теофиловски оди на клупата да одмори малку на негово место Николовски. (62-43). Во третата четвртина на брзина екипата на Тетекс прави убедлива предност. Реков на почетокот, не е оваа екипа на Куманово таква да може да направи некои поголеми проблеми, но сепак првото полувреме гледавме интересен надпревар. Николовски газеше, мислам, на линијата, неуспешен. Сега Ценовски ја забива топката. Убаво забивање на Михаил Ценовски. Сега Велков на спротивната страна промашува. Уште една можност за атракција. Сега за малку Михаил Ценовски. Понесен од претходната акција.
Николовски за 2. Веднаш краде топка Шуменковски и тој постигнува поени, 10 поен на Шуменковски. А први на Николовски претходно, 68-43. Зафировски за прв пат во игра кај домачините. Во дуел веднаш со Велију. Ѓорѓевски за 3. Убави поени на Ѓорѓевски. 9 негов поен. 68-46. Шуменковски. Шуменковски против Ѓорѓевски за 3. Промашува Шуменковски. Не забележа Зафировски дека екипата на КК Тетекс го има исполнето бонусот, ќе биде тоа 2 слободни фрлања. На линијата за слободни фрлања Велков. Велков успешен само во првото, трет негов поен. Блокиран Николовски. Ѓорѓиевски за 3. Прекраток Ѓорѓиевски, се бори таму Ивановски. Успешен за 2. Шести негов поен. Остануваат уште 12 секунди до крајот на третата четвртина. 68-49. Очигледно дека Ивановски се повреди при постигнување на овие поени, незгодност газна. Костовски сега сам фаулиран Костовски, ќе биде тоа 2 слободни фрлања. На висина на задачата Костовски на овој надпревар, 13 негов поен. Убаво игра и во нападот и во одбраната. После 3 четвртини резултатот на семафорот 70-49. Што значи оваа трета четвртина екипата на Тетекс ја добива со убедливи 30-12. А ние уште еднаш да кажеме дека спонзори на овој пренос се пица и кейк сервис Јани ФМ. Највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Нудат и домашно сготвено јадење секој работен ден, како и благи и торта кои што може да ги порачате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. А пица и кейк сервис Јани ФМ има еден новитет, а тоа е нуди роденденски пакет, и тоа парче пица, парче торта или некое благо по
избор и сокче по избор. Сето тоа по поволна цена се договарате уште еднаш на добро познатиот телефонски број 075 909 000. А младите знаат зошто најдобрата забава во текот на викендот е во Music Bar Vibe. Незадоволен ветеранот Ѓорчевски во ова прва акција му ја изби топката на Велиу. Суден фаул. Ѓорчевски за 3. Постигна една тројка во третата четвртина. Сега Теофиловски. Лошо додавање до Апостоловски. Удвоен тамо Ѓорѓиевски, убаво се снајде, на крајот Велков не успева да постигне поени. Највисок во скокот Велиу, сега Ѓорѓиевски за 3. Не му оди многу шутот на овој надпревар, но најприсебен Петровиќ. Шести негов поен. 70-51. Ѓорчевски за 3. Тројка како капка на Александар Ѓорчевски. Пети негов поен. Ѓорѓиевски. Уште еднаш се обидува за 3. Ево овој пат успешен. 10 поен на Ѓорѓиевски. Ѓорчевски за 3 и он уште еднаш. Веднаш враќа на спротивната страна и Александар Ѓорчевски. 8 негов поен. Ѓорѓиевски. Велков. Неуспешен Велков за 2. Петровиќ поправа. 8 негов поен. Многу пати до сега освојуваат топка под кошот со офазивен скок гостинските кошаркари. Теофиловски чекори се ова на Николовски, така е, очигледни беа чекорите. Седумдесет и 6-55. Ѓорѓиевски сега. 12 поен на Ѓорѓиевски. 76-59. Ѓорчевски веднаш враќа. Александар Ѓорчевски 11 негов поен. 3 тројки на Александар Ѓорчевски во оваа последна четвртина. Сега Ѓорѓиевски. Како да гледаме All-Star викенд во оваа последна четвртина. Не се размислува многу на одбраната, како и овој пат. Нападот го завршува Николовски. Четврти негов поен. Сега Велков. Велиу. Велиу сам. Обави поени на Велиу. 14 поен на Велиу. Најефикасен кај гостите. Сега Николовски за 2.
Непрецизен Николовски. Ѓорѓевски за 3. Уште еднаш. Тројка на Ѓорѓевски. И доаѓа до 15 поени. Сега треба Ѓорѓевски да врати на оваа тројка, ако го проиграат. Ево го, за 3. Сепак непрецизен. Зафировски ја прифаќа топката. Еве ги првите поени на Зафировски. На спротивната страна Петровиќ во дуел со Апостоловски, дуел на двајца ветерани. Неуспешен Петровиќ. Ѓорѓевски до Теофиловски, овој до Николовски, Николовски за 2. Не успеа. На крајот топката до Петровиќ. Велков до Ѓорѓевски. 12 поен на Ѓорѓевски. 83-66. Сега нови поени на Зафировски. Поените во оваа последна четвртина се нишат како на филмска лента. Се игра без многу одбрана. 85-66. Гостите на брзина изгубија уште една топка. Заслужен одмор за Теофиловски, во меѓувреме Велиу се пошели на повреда, се надевам дека не е ништо сериозно. Симјановски повторно игра за 2. По неколку промашени обида во првата четвртина, постигнува сега поени. Карстевапски борбен под рекетот. Нов напад за екипата на Тетекс. Ѓорѓевски. Зафировски. Чекори се, така е, чекори на Зафировски. Уште 4 минути до крајот на надпреварот. Велков. До Ѓорѓевски. Фаулиран Ѓорѓевски од Зафировски, ќе бидат тоа 2 слободни фрлања. Неуспешен во двете слободни фрлања Ѓорѓевски. Симјановски. Промашува штета. Ѓорѓевски. Убава асистенција до Велков, а овој промашува на спротивната страна. Ѓорѓевски до Зафировски за 3. Неуспешен. Симјановски. Уште еднаш Зафировски за 3. Уште еднаш неуспешен.
Сега Велков на спротивната страна, фаулиран од Зафировски. Ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Велков на точно 3 минути до крајот на надпреварот. Ние само го очекуваме конечниот резултат на овој надпревар. Победникот беше решен веќе во третата четвртина, која екипата на Тетекс ја доби убедливо со 30-12. Велков неуспешен во двете слободни фрлања. Апостоловски за 3. И он се запишува во листата на стрелците. Ѓорѓиевски непрецизен на спротивната страна. Сега Вапски промашува за 2. Ѓорѓиевски. Сега тој за 2, фаулиран од Александар Ѓорчевски. Излегува Ѓорчевски. Постигна 3 тројки на почеток на четвртата четвртина и на заслужен одмор. Во игра се враќа Николовски да го доигра овој надпревар. Овие последни 2 минути и 16 секунди. Неуспешен во двете слободни фрлања Ѓорѓиевски. Сега Симјановски. Дриблинзи на Симјановски, ја губи топката. Асистенција на Ѓорѓиевски до Петровиќ. 10 поен на Петровиќ. 90-68. Фаулиран Николовски. Топка од страна, гостите се уште не се во бонус. Николовски сега. Убави дримлизи на Николовски, фаулиран за 2 слободни фрлања. Николовски неуспешен во двете слободни фрлања, нема оди на овој надпревар. Со елементи на носена топка, со елементи на чекори. Така е чекори на Ѓорѓиевски. Николовски. Убава рампа таму на Ивановски. Симјановски. Четврти поен на Симјановски. Сега Ѓорѓиевски за 2. 14 поен на Ѓорѓиевски. Полека, сигурно може да ја сумираме овој надпревар. Кај домачините најефикасен Теофиловски со 22 поени, кај гостите 15 Ѓорѓиевски, по 14 Велио и другиот Ѓорѓиевски. На спротивната страна Ѓорѓиевски промашува, Симјановски претходно го забележа неговиот 6 поен. 13 секунди до крајот, промашува Николовски. И со резултат 94-70
ќе заврши овој натпревар. На крајот убедлива победа на екипата на Тетекс, иако така не се чинеше во првото полувреме. 94-70, прва победа на екипата на Тетекс во оваа втора машка кошаркарска лига во 6-тото коло. Се надеваме дека вакви успеси ќе има и во иднина. А ние нова средба на YouTube каналот на Тетовски спорт ви закажуваме за 2 недели, кога повторно екипата на Тетекс ќе биде домаќин, тогаш ќе го пречека екипата на борецот Велес. До тогаш, заедно со нашите спортски пријатели и поддржувачи Pizza и Cake сервис Јани FM и Vibe Production, ви упатуваме спортски поздрав од екипата на Тетовски спорт и од моје лично име, коментаторот на овој натпревар, Чеде Јанчевски.